Добар ден, ви посакам добре дојде на сите кои што сте со нас. Имаме прекрасен ден после они врнежливи неколку дена. Одиме во централниот дел на Македонија, на највисоката планина во централна Македонија. Поточно одиме во пазувите на Јакупица, каде што се наоѓа Даутица и Караџица, каде што е Солунска глава. Над селото Бистрица во манастирот Свети Петар и Павле. Патуваме од Скопје до Велес, ке Велес скршнуваме десно, се исклучуваме и одиме кон Чашка, потоа одиме кон Теово, Согле и пред Богомила вртиме десно за село Бистрица. Точно во пазувите на Јакупица, едно прекрасно место, енергетско место, убаво место, токму за вака убави луѓе. Ќе бидеме таму 40 на луѓе, луѓе од различни професии кои се поприлично стручни во нивната област. Ќе имаме неколку повеќе предавања, секој ќе може да изнесе своје излагање. Ќе се дружиме и искрено ќе биде прекрасно. Ќе говориме, основната тема е креирање на иднината во индивидуалната свест и креирање на иднината во колективната свест. Тоа значи дека ние од раѓање сме креатори, имаме моќ да креираме. Постојат премногу едноставни техники, ние ги користиме, но инстинктивно ги користиме. Целта е да научиме една поголема група да го креира тоа не инстинктивно, туку свесно, за да можеме да убрзаме еден процес на времето. Значи се бориме со времето, не она како што Дон Кихот се бори со ветерниците, ова е на реална основа. Значи можеме да го убрзаме процесот во нашиот индивидуален живот и можеме да го убрзаме процесот во колективната свест. Токму тоа ќе биде нешто, верувајте, фантастично, ќе си поминеме многу убаво. Ви благодарам на сите кои возвративте, направите чест, дојдовте со нас. Се надевам дека ќе си поминете прекрасно. Благодарам. Ти не можеш да излажеш подсвесно. Што сакаш ти? Размислувај за другите. Дали добро или лошо, твој проблем. Подсвеста твоја, тоа ти го даде како натаска. Значи, тоа што сме до денес, тоа се нашите мисли. И никој никого не треба да убедува мене зошто Господ ме мрази или не ме сака. Ти не се сакаш, значи ти се мразиш, ти треба да се засакаш, ти треба да имаш чувства прво за себе си, за да имаш за другите. Ако не креираш во себе, ти не можеш да креираш за другите. Тоа е тој систем напред, тие блокади, такви замки, таков лавиринт едноставен, значи совршено до перфекција. Значи тој што бил планер, што го создал, се ова што го гледаме, целиот универзум, тој такво совршенство направил од нас што ние не можеме, значи жаба сме, ние сме жаба во бунар, тоа само ќе ви кажам. Значи гледаме премногу малце од она што е реално. Кога ќе излезе жабата, ќе види, ќе рече, па не било само ова небо што е над бунарот. Тоа сме и ние. Реката Вардар е фантастично голем. Значи ова е неискористено ништо. Сега од вашата десна страна се наоѓа реката Чинја. Таа на неколку километри се влева и е лева притока на реката Вардар. Се спојуваат таму и пред спојот, значи има едно прекрасно место каде што ќе се направи еден голем водопад. На тој водопад нема да остане равнодушен ни еден човек што ќе го види. Дека е фантастично нешто. Горе би имало една мала мини акумулација, ќе се полни со пумпи од реката Чинја и по природен пат водата ќе се враќа назад, каде што нормално може да има и мотел, одморалиште, црквичка, ресторан. Тоа ќе биде нешто што би воодушевила секого кој ќе дојде на тој простор. Сега се приближуваме кон тврдината што ви кажав, ќе застанеме само накратко. Тука ќе излеземе и одма
продолжуваме затоа што треба да застанеме и кај првиот водопад. Ова е таа тврдина што ја видовте. Имало многу вакви, но од време на комунизмот беа толку запоставени, толку уништени, само да не се покаже древната цивилизација на македонците. Но Нестишен Сократ кажал, може да се спротивставиме на сите и на се освен на вистината. Сите може да ги излажеме, вистината никогаш. Секојаш имало некој парк, затоа што ова се гради на места кај што има парк. Во овој дел поминуваше царскиот пат. Значи царскиот пат, тоа царски пат е од време на Филип и Александар граден. Тие што го викаат римски пат. Архелај и пред Архелај што е Александар. Да, Архелај и пред Архелај, што од Александар први, така? Да. И Овде би се наоѓал водопадот, таму би имало мала акумулација, од овде водата ќе паја во Пчиња. Погледнете колку прекрасно место. Мини акумулација горе, позади овој дел. Значи, точно измеѓу прстот и овој дел, тука би имало водопад. Тој водопад не може да останеш докаде на тој водопад. Овде би се направи ресторан, кај што луѓето ќе дојде кој сака може да застане, значи ова може да. Значи еве овде ќе биде позади, овде ќе биде браната и од тука нагоре ние до тунелот ќе возиме покрај езеро. Замислете се да возевме покрај езеро. Тука е браната и има хидроцентрала. Таа ќе се користи водата за наводнување, бидејќи во иднина се планира Вардар Венчис и хидроцентрала. Значи две најголеми се планираат. Едната ќе биде подолена кај Неготино, а другата е тука. 12 ќе бидат вкупно. Во моментов не знам колку сте информирани, 70% од енергијата РЕК Битола го произведува. Замислете, струјата ја произведуваме и го загадуваме воздухот, има филтри, ама сепак. Зошто кога ние имаме многу енергија која можеме ние да увезуваме енергија, а ние можеме да извезуваме енергија. Со овие 12 брани имаме и енергија која ќе можеме да извезуваме надвор од Македонија, на соседните земји. Не ние да го построите подија купица. Опазувите, тоа е, замислете, еден кук исечен на пола, како да сме прегрнати вака од Бога, од планината. Значи планината има прегрнато. Ќе легнеме навечер, ќе ставаме најлон помодиме и ставаме кебија, сите лежиме на грб и гледаме звезди. Не сте виделе толку звезди. И секој ќе разговара на тема која сака. И се изненадите колку звезди има на небото, има бесконечно. Значи одиме тука, имаме уште малку пат. Добродошле. добре дошле. Здраво живо. Како сте? Добре ми дојдовте. Добро ве нашле. Вака за многу години. Празникот денеска. Голем празник. Најубав Добре празник. ми дојдовте. Добро ве недовме. За многу години празникот. Добре ми дојдовте. Со убаво само. За многу години. За многу години празникот. Добре ми дојдовте. Здраво. Најубави. Повелете. Дојдовте. Добре, најдовме. Повелете. За многу години празникот денеше. Добре ми дојдовте. Убаво место, точно. Голем празник денеска. Добре ми дојдовте. Ајде и Танечка, добре ми дојде. Опа. Уште еднаш да повториме, а? Добре. Какви убави птици! Кој сукал пак да сука? Ау, што е? Машала, машала. Много е убава.
За Свети Кирил. Ова за Свети Кирил. Почитувани пријатели, ве поканивме оваа година во овој прекрасен простор. За некој е тоа веќе втор пат, втора колонија Нано Миче, во прекрасниот манастирски комплекс над селото Бистрица, Свети Петар и Павле. Целта на оваа колонија е да не ослободи од секојдневните грижи, да ги спои енергиите и секој од вас, зависно како ќе ја доживее оваа атмосфера и сето она што ќе го говориме овдека, да го сподели своето искуство. Секако дека секој собир има своја цел, така и овдека организаторот на средбата, авторот Ниче Димовски, значи носи една порака која што досега ни ја презентираше во своите дела и која се надеваме дека ќе допре до поширок аудиториум и во нашата земја. Значи да не должа многу, сакаме и креираме со сето ова едно креативно јадро на љубовта, толеранцијата, просперитетот, кој се надеваме дека ќе почне од папокот на светот, од Македонија. Во контекст на сето ова кажано, јас се давам збор на професорката Ангелина Маркус, која што од многу бројните теми за Македонија денес ќе проговори за нешто што можеби го знаете дека е традиција за Македонија, за дабот. Повелете. Го оставила прашање за Македонија пред 20 години, не се ни спомнуваше името, ни традицијата, ни државата, ни образовниот систем најусовршен, не само во тоа време, туку ги примери за денеска, дека сите тие школи, лицеум, денеска се нарекуваат воените училишта, а тоа е лицеум од каде што се школуваа, каде што учеа царските синови, кнезови. Гимназиум, тоа е општо образование, и гимназија до ден денеска се вика, па има симпозиум на високостручни лица, можеме денеска да кажеме дека ова е наш симпозиум за Македонија. Од сите луѓе присутни и сите луѓе кои ќе искажат желба да слушнат и да ја продолжат нашата порака, нашето истражување. Секако, најзначаен и познат сега и во истражувањата станува царската фамилија, царската лоза, почнувајќи доста нагласено само од Филип и Александар, али и претходно имаме околу 50 и нешто наследна лоза, царска лоза, која што од татко на син поминувале, почнувајќи од Каран, некаде од 9 век. Тоа што го направиле македонците, останува за навек дека се прва империја, прва држава, прва писменост, тоа прва уметност, тоа се школи и тајфи за уметност, тоа се македонските надарени луѓе, па и ден денеска ќе видиме како од време на време избива некоја гранка која што била подзаборавена, како што е копаничарството, како што се драмите, како што е изградбата на античките палати, стилови, сето тоа. Денеска е присутно во нашиот живот. Прашањето е сега тие символи. Лавот секако пред, значи сонцето е првиот символ, тоа не врзува со космосот и има голем одраз врз луѓето, врз свеста, врз творештвото, односно врз тоа материјално парче од Вселената, земјината топка. И јас ќе спомнам денеска за еден друг символ кој што се спомнува, но не така колку што тој присутен. Тоа е дабот.
македонскиот дав во светската енциклопедија со слика на него пишува македонски дав. Кога бевме на прославата на Мактеон во Кочани, кога почнавме да слегуваме кон местото на прославата, тоа беше едно росно утро, блештеа млади вакви македонски дабови, докај што ти стегнува погледот. Јас скинав едно ливче од тој даб и што ми падна во очи резбите. Ги исправив и тука се, вие сите можете да проверите, 16 резби на дабовото ливче. Онака како што се 16 краките зраци на сонцето, али најважното, главното тоа што е, иако во антиката дабот се смета како вечно, како свето животно, вододолна, по шушкањето на листовите на дабовите се предвидувала символиката, али секако најважното, главното за дабот и дабовото ливче, не дека низ Македонија го има по 600 години и повеќе стари дрва, кои што тоа е сврзано и со известни обичаи. Не треба да се сечи дабот, зашто носи несреќа. Со откривањето на Филиповите круни, неколку, круната на дабовиот лист е густо збиена на златни дабови ливчина на поставената круна ставена во ковчежето на Филип, али ние ќе видиме низ резбите, секоја резба, тоа е многу јако, долговечно дрво, бара многу напор, многу труд да се направи резбата, а секако да се создаде таа вечна уметност на круните некаде, не само за Филипи, далеку од порано, дека тие заедно со престолот, со власта, со наследството фамилиарно во царската династија, на сите царови оди од дедо на син, од синот на внукот и така се повторува, и со име, и со традиција. Тоа е овај македонски вечен дав, опишан и во литературата, и во уметноста, а најмногу тоа е една подкрепа за нас, што ние си го видовме македонскиот дав во круните со злато обликован. И тој останува како едно светско чудо. Денеска сетата технологија не може да ги направи македонските златни пари, на кои што се прави круг со дабови листови. Тоа ќе го видите на најголем дел. На едната страна е ликот на царот, а на другата страна постои некојаш лавот, некојаш линкот, постојат разни животни, постои сонцето, али постои и дабот. Во парите на Филип Пети и на Персеј дабот има централно место. Прво ја има Херакловата, стапот на Хераклов во средината, и тој е окружен со дабови македонски ливчина. На златните пари на многу македонски династи. И наше е да го сакаме, да го објаснуваме, да му кажеме на свето какво е тоа неисцрпно богатство на едно дрво, а камоли умот, паметот на сите македонци, што го држеле светот како најсилна цивилизација до сега. Благодарам на професорката за тоа што ни даде можност да научиме нешто повеќе за традицијата, за дабот. А сега продолжуваме натака со излагање на авторот Ниче Димовски и на Марина Анчевска, која што е предавач и инструктор на една техника, НЛП техника, и таа ќе проговори за неа, и авторот Ниче, бидејќи и техниката за која што тој говори ја носи во следната книга "Во Бог е жив", фотографско невролингвистичко програмирање, се сродни и тие ќе се надополнуваат во своето излагање, така да
им дадеме збор и да научиме нешто повеќе во оваа област. Привет. Океј, прво благодарам за поканата до Ниче и целиот тим на Ниче. И многу ми е драго што еве запознав нови луѓе, што сум овде со вас, секогаш е поинаку кога си во природа, отколку во некој простор за тренинзи и за обуки. Сите сме некако така поопуштени и можеме полесно да примаме информација, што е многу подобра. И сум исто така, и благодарна, до сега некако направивме некое запознавање, едни со други. Она што јас го работам и зашто сум вратена од Холандија, да кажем на некој начин, 17 години каде што живеев, беше тоа да го пренесам овде, да го споделам со повеќе луѓе во Македонија, затоа што мислам дека најважно од се за да бидеме успешни во животот е начинот на кој што комуницираме, ништо друго. Меѓутоа не е комуникација само еден со друг, туку како ние комуницираме со самите себе. Од таму почнува се. Има нели викаат луѓето одат и по манастири за да се да дојдат во некоја состојба ниво на свестост или духовност и на нив им се потребни луѓето за да избегаат од нив. За да избегаат од луѓето, за да се повлечат, значи за да не комуницираат. Се е комуникација. Самото тоа што ќе отвориме очи наутро, ние почнуваме да комуницираме со самите себе. Во текот на спиењето, во сонот, комуницираме со подсвест. Се е комуникација. Со тоа што ги отвараме очите, веќе ние си даваме пораки каков ќе ни биде денот. Затоа што, нели викаме, некоја стануваш на лева нога, се тоа зависи од тебе. Каква програма му даваш на твојот мозок и на тој начин ќе ти соодбива целиот ден. Од твојата лична програма. Тоа се стратегија на размислување. Зашто токму НЛП-то, нели вака кога ќе кажеш НЛП, кога дојдов во Македонија, кога одев по компании да зборувам за НЛП-то, вика ти си од некоја секта. Што е сега НЛП ова? Или кога ќе кажеш нешто американска техника или не, одма нешто тоа на секта, програмирање, сега ти нас ке не програмираш, ние сме веќе програмирани. Значи тоа не е ништо ново. Дали сакаш или не сакаш, ти си програмиран. Меѓутоа имаме програми кои што многу ни помагаат за да бидеме успешни во нешто, меѓутоа имаме програми кои што сами сме си ги наметнали или обкружувањето, кои што ни глас некој кој што ни вика не те бива за тоа. Тоа е исто програма. Програма што ти мотивира, што те води напред, е позитивна програма, меѓутоа имаме програми кои што не враќаат наназад. Сега како тоа сето да го смениме? Ние не сме родени со навики, не сме родени со стратегија, со ништо не сме родени, сето тоа ние сме го примиле на некој начин. И тоа е за секој од нас, еве тука сме 20 луѓе, сите сме ние различни. Секој си има своја перцепција и ако еве утре си одиме и ниче не праша, кажете ни како ви беше овие 3 дена дружењето, секој од нас ќе каже нешто сосема поинаку. И ќе се чудиме, од кај ти се тоа го примети, па нешто има што тебе те тера, некои детали да ги приметуваш, некои не. Невролингвистичкото програмирање е веќе наука, која што постои околу 40 години, и е настаната од студенти кои што биле многу заинтересирани, еден студент програмер, еден лингвист, кој што им било многу интересно зашто има успешни луѓе, а зашто има неуспешни. Што ги прави успешните да бидат успешни, а што ги прави оние што не успеваат да бидат неуспешни. И на основа на тоа правеле истражувања од разни познати личности во тоа време, терапевти, психолози, предавачи, бизнисмени, и на основа на нивните начини и техники кои што ги користиле, почнала да се развива оваа техника, наука. До сега таа е променета многу пати, ова е веќе 4-та генерација на НЛП-то и многу е интересно што НЛП-то се развива се повеќе кон духовност. И тоа е убавина. Јас тоа што го работам со НЛП-то, соработувам со Институтот Холандија, значи предавачите што доаѓаат, едната е професор, доктор на науки по психологија, веќе 20 години го работи НЛП-то и ние работиме еден системски НЛП,
што значи се сме ние поврзани еден со друг. Се е систем. Фамилиарни системи, организацијски системи, општествени системи, значи сакал неоке, ти си поврзан во некаков систем. И тоа како тоа сето настанува, зашто невролингвистичко програмирање, многу луѓе прашуваат нели што е сега тоа. Неврото се однесува на тоа како ние преку мозокот и сетилата примаме информации, како таа информација ја процесираме и излегува преку зборовите и на кој начин ние всушност се програмираме едни со други. Ние ќе кажеме зборовите, нели, стално ние користиме зборови за комуникација, зборуваме сами со себе, зборуваме со другите, меѓутоа значењето на зборовите е само 7% од комуникацијата. 93% се невербални. Значи, ова сега сите што седите на некој свој комуникатен начин, значи дека нешто се случува во процесот на процесирањето на информацијата и затоа секој од нас си завзема поинаква положба. Кога разговараме со луѓето, ние само 7% примаме информација преку зборовите. Се друго примаме преку телото. Ние се препознаваме преку говорот на телото. Сега има разни тренинзи што кажуваат ако се почнеш за лево уво да ме лажеш, ако некој не гледаш во очи лажеш, тоа е све бла-бла. Тоа е исто, ти седиш сега во овој момент така, не значи дека си затворен, нели? Дека не примаш информации, туку во твоето тело процесира информација на некој начин, има потреба да си ги скрсти рацете. Значи, не даваме интерпретација. Тоа е целото време што ние правиме некои, да кажеме, грешки по наводници во комуникацијата, ние цело време интерпретираме информација. Даваме значење онака како што ние мислиме дека е, а не е точно секогаш. Затоа е невролингвистичкото програмирање, еве како што е Нано Ниче методот, дава различни техники како да се ослободите од тие генерализации, како да навлезете на некое повисоко ниво на комуникацијата и да се ослободите себе си од сите тие програми кои што ни се наметнати. Сега сакам да кажам нешто како ние филтрираме информација. Во делови од секунда, значи ние примаме преку милиони информативни искри. Сето ова што се случува сега во околината, дел го перципираме, дел не. Затоа што ако перципираме све, ќе ни прсне главата. Само ако освестам сега во еден момент, например, птициве или некое друго движење во околината, ќе си речете, да, постои тој звук. Тој звук си е тука, меѓутоа ние не го перципираме. Сите тие информации ние ги примаме преку сетилата. Ние сме исто како животните, ништо различно. Само свеста не дене, нивото на свеста, иначе информацијата ја примаме на ист начин. 5 сетила се тие што се најважните и 6-тото сетило интуицијата нормално, меѓутоа тоа е поврзано со еден друг сегмент. Кој од вас мислите или знаете со кое сетило најмногу процесирате информација? Имаме вид, слух и чувство. Некои луѓе ќе кажат јас морам прво нешто да видам за да запамтам. На некој му е доволно нешто да слушне и одма запамтува. А некој треба да ја процесира информацијата преку чувство, па да запамти. Тоа е на несвесно ниво, оди во делови од секунда, меѓутоа многу важно во процесот на комуникацијата. Ако јас процесирам информација со видот, а вие процесирате преку чувството, ние сме шпанец и кинес. Значи, тотално друг начин на комуникација и многу тешко се разбираме. Кога сум била јас во школа, учителката стално викала, кога ме прашувала, не ги баре одговорите на таван, зашто не сте таму. А јас како визуелно дете морам да погледнам нагоре за да ја симнам сликата. Или па децата, што се кинестетички деца, што процесираат информација преку чувства, се деца кои што им треба време да даде одговор. Кога ќе опрашаш нешто, треба да му се спушти информацијата во стомакот, да ја свари, па да ти ја врати. Тоа се обично луѓе исто кои што повеќе се дискриминирани во комуникацијата,
не значи ништо дека е добро или лошо, значи се е окей, меѓутоа различно процесира информација. Тоа се луѓе кои што побавно одговараат. Луѓе кои што не те гледаат во очи, затоа што кој ќе те гледа во очи, не може да процесира. Мора да се тргне од тебе за да ја процесира информација. Сосема различно. Визуелците се многу побрзи во информацијата и не може да го чека кинестетичарот. Затоа што му е многу бавен. Толку е различно во начинот на кој што се мотивирате самите. Или како учите, како примате информација. Ако си аудитивец, доволно ти е некој да ти каже, ти ќе ја запамтиш информацијата. Ако си визуелец, дека не ја видиш, не можеш да ја запамтиш. Исто на телефон. Визуалец многу потешко прима инструкции на телефон, затоа што не го гледа соговорникот, отколку во живо. Кинестетичар мора да те допре, да ти се приближи, за да те почувствува. Сосема различно. Тоа е почетокот на NLP-то. Тука се прво се разрешува таа конструкција, како некој прима информација, па потоа на основа на тоа ние зборуваме. Зборовите се различни на визуелци, аудитивци, кинестетичари. Визуелецот ќе ти каже, ме гледаш што ти зборувам? Аудитивецот ќе ти каже, да, бе те слушам. А кинестетичар ќе ти каже, чекај малце ова да процесирам јас прво, некако не ми звучи, не можам да почувствувам тоа што го зборуваш. Значи, сосема на друг начин. Тука сме веќе различни едни со други. А има и едно ново сетило, што го викаат мутирано сетило на 21 век, тоа е дигиталното. Дигиталното сетило, тоа се луѓе кои што често викаат ме разбираш ли? Дали ти е јасно? Кога вие со такво сетило комуницирате со деца, ниту едно дете не можете да воспоставите контакт. Затоа родителите често пати се караат со децата, затоа што родителите бараат од децата да ги разберат, да им биде јасно, а ниту едно дете не комуницира дигитално. Докај 7-8 години децата комуницираат со примарните сетила што ти се дадени од Господ, визуелно, аудитивно, кинестетичко. Дигиталното сетило почнува да се развива кога ќе почнеш да одиш во школа. Тогаш мора, имаш правила, процеси, мораш да учиш како што треба и влегуваш во една шема у кутијата, пошто се е тоа, све сме ние у некакви кутивчиња, ако излезеш од кутија си чудак, тоа се дигиталните. Ако направите тест, има тестови што се прават, за жал ќе излеземе 90% дигиталци. И тоа е штета што се повеќе и повеќе сите одиме кон развивање на дигиталните сетила, а го забораваме она што ни е примарно. И тука настанува предизвикот во животот, како да се вратиш пак назад. Да си бидеш тоа што си, што ти е дадено од Господ или од било која интелигенција, како и да ја наречеме, и да се слушаш себе си, да се чувствуваш себе си, да се гледаш себе си и да го правиш она што ти е мисија во живот. Че не да се водиш, нормално ми требаат нас правила, иначе биле распашана команда на некој начин, меѓутоа своето примарно сетило треба секој од нас да си го чува и да си го гаи и на тој начин да комуницира. Че тоа е невроделот во невролингвистичкото програмирање. Лингвистичкиот дел, зборовите се многу важни, затоа што кодот на кој што функционира, значи мозокот, е поврзан со јазикот на кој што зборуваш. Додека јас сум предавала на холандски, невербалната комуникација ми е сосема поразлична отколку кога зборувам на македонски. Значи некаква вибрација се случува, начинот на кој што зборуваш, зборовите кои што ги отпираш и тие прават ти невербално поинако да се однесуваш. Че јазикот е многу важен. Иако е само 7%, ти со зборовите можеш да направиш војна или да направиш мир. Така? Че зборовите се исто така многу важни. Програмите се исто така важни. Како ние себе си се програмираме, зависи од нашите верувања и вредности. Тука настанува се.
што ти е важно на индивидуално ниво, што е важно на колективно ниво, верувањата и вредностите се број 1. Ако ти мислиш дека нешто ти е важно и вредно, ќе рушиш планини, све ќе направиш за тоа да го постигнеш. Ако тебе нешто не ти интересира, не ти е важно и вредно, не даваш енергија во тоа. И тука тоа што ти е најважно во животот, тоа го перципираш и на тоа се насочуваш. Тоа е тајната на успехот, тоа е законот на привлечност. Ако ти цело време се насочуваш кон негативните работи ќе ти се случуваат, така? Ако мислите ти се позитивно насочени, тоа ќе привлекуваш. Се зависи од тоа што ти е вредно и што ти е важно. Еве, додека вака разговараме, размислете си што ви е вас најважно во животот. Дали ви е важно да ве почитуваат, да ве слушаат, да бидете сакани, дали ви е важна фамилијата, важна ви е работата, важни ви се парите, што ви е најголема вредност. И на основа на тоа ви е како чадор. Под тој чадор, вредностите и верувањата ти се заштитата, се случува. Ако го поставиме прашањето, животот е, и ставиме 3 точки. Што е животот? Секој од вас ќе каже нешто различно. Ако кажеш, животот е борба. Значи ти цел живот ќе се бориш со напад, нели? Пошто кога ќе кажеш борба е нешто многу јако. А ако кажеш, например, животот е среќа, дали е навистина среќа секој живот? Не баш. Или животот е, еве, љубов. Дали навистина секогаш имаш љубов во секоја ситуација? Многу интересно прашање да си го размислите што ставате после зборчето животот е. Што значи животот е за тебе? На основа на тоа и дали е тоа твое, некогаш имаме од таткото и мајката. Што е за нив живот? Тоа ние сите реагираме, сите ние сме биле некогаш деца. Децата секогаш прават баланс во систем. И тој баланс, систем го одржуваат децата, ако не го освестиме во подоцнешните години, секогаш ќе го живееме животот или на родителот, или на мајката, или дури и на предците, пошто ние се носиме, нели? Мајката и таткото носат нешто од нивните мајка и татко. Че се сме ние поврзано на некој начин. Секогаш детето во фамилијата го прави баланс. Еве, може да се сетите на некои случаи. Секогаш е детето измеѓу таткото и мајката. Ако тоа не го освестиме некогаш во животот, или ќе бидеме во заштита на мајката, па нема да имаме добар однос на таткото, со таткото или обратно. А тоа е многу важно во секојдневното окружување како се однесуваме. Тие фамилиарни констелации, системи да се освестат. Тоа кај нас во Македонија, мислам дека има огромна иднина да се работи на тоа поле, затоа што ние имаме сосема други вредности, фамилиарни, традиционални вредности, кои што се многу јаки. Меѓутоа, на еден начин, тоа е голем предизвик за секој од нас. Јас се сеќавам колку време мене ми требаше да создадам свој систем, да не го живеам системот ниту на мајка ми, ниту на татка ми. Која не значи тоа дека ти не ги сакаш. Меѓутоа, кога ќе излезеш од тој систем, влегуваш во твојата енергија. Значи, ти го живееш она што тебе ти е дадено. Тоа е така малце по друго ниво од НЛП-то. Исто така, еве да напоменам што ние правиме. Се што правиме во животот е поврзано со емоции. Ние може би купуваме материјални работи, меѓутоа сето тоа го купуваме за да задоволиме некаква емоција. Ништо друго. Се што правиме во животот е поврзано со емоциите. Колку сме ние свесни и колку ние реагираме емотивно, тоа пак зависи од тоа колку ни освестен начинот на комуникација. Меѓутоа, животот е емоција. Се што доживуваме е поврзано со некаква емоција. Има само две, значи огромни емоции, нормално различни емоции, меѓутоа групирани се во две мотивирачки сили, болка или задоволство. Све што правиме е или да избегнеме болка, или да почувствуваме задоволство.
Нема ништо друго измеѓу. Болка или задоволство. Значи, ова што го правиме во секојдневниот живот кога комуницираме, или сакаме да се заштитиме, да избегнеме болката, или да направиме конекција со некој за да почувствуваме задоволство. Се е поврзано со емоциите. Исто така, многу важен дел од НЛП-то е временската линија. Сега вака ви нафалам неколку теми, меѓутоа сите тие се поврзани на некој начин. Каде ви е минатото, каде ви е сегашноста, кај ви е иднината? Каде секој за себе нека си размисли, временска линија. Каде ти е вчерашниот ден? Позади тебе, пред тебе, лево, десно? Еве, некој нека каже. Кај ти е вчера? Позади? Некој Ако на него мислам денеска, е тука. Да. Да, а и утре е тука. Да? Да, и утре е тука. Пред тебе? Да, ако не пред мене, нешто го осеќам да речеме во себе, а сите три овие димензии ги осеќам на едно место. Да. Да. Сега, дали е фантазија тоа, кој ќе кажеме утре, вчера го доживеевме, денес живееме, ама не знаеме до крајот на денот како ќе живееме, а дефинитивно ова утре тоа е планирање, како ќе биде и дали ќе биде, меѓутоа јас така го доживувам. Се е на едно место, Вака. внатре во мене, просторно внатре во мене, така го Например, кај го ти се осеќам. после 5 години, еве 2018. Да. Кај ти е во просторот? Дефинитивно и тоа е во мене. И тоа е во тебе, да. Добро, има некој што му е 2015 напред, позади, лево, десно, Бети? Ме заинтригира многу муавето, затоа што јас во стиховите што ги посветив на господинот Ниче, токму тоа го имам напишано, меѓу другото. Каже. Одговор на ништо немав. Вечноста ми го матеше умот, сегашноста ја губев меѓу минатото и иднината. Значи, многу филозофско прашање. Да. За да, на крајот во поетскиот текст, да го речам, кажувам дека во мене е тоа што сакам да бидам, сега и овде. Значи, и 2018 е тука како јас сакам да бидам. И 2006 е тука како јас сакам да бидам. Значи, тоа сега во контекст на вашето излагање. Тоа е така како што јас, како беше нервно-лингвистичко програмирање, ќе применам. Да. Најверојатно сега јас малку лаички и абстрактно зборувам, Секој е меѓутоа е уникатен. исклучително интересно филозофско Да. прашање. Секој е уникатен затоа што ние всушност реалноста си ја носиме во главата. Токму така. Ма тоа треба да сватиме, Да. да го програмираме. Да. И да реалноста од која ќе ја видиме во својата глава, ние ја креираме. Надвор од нас. Меѓутоа многу зависи од тоа каде го гледаме минатото и иднината, каде го чувствуваме, каде е сегашност. Ако цело време минатото ти е пред тебе, цело време ќе се враќаш назад, наместо да одиш напред. Да. Тоа е, може и Ниче да се надоврзе со свеста. Зашто е тоа така? Да. Значи тоа е така затоа што мозокот размислува секогаш во сегашно време. Да. Ние сакаме да одиме некогаш против законите на природата. Не постои до сега живо суштество кое ги измамило законите на природата. Бидејќи ние се залажуваме и живееме во минатото и во иднината. Кога ќе дознаеме дека сите прашања одговори се во нас, во сегашноста, тогаш можеме да добиеме се што ќе сакаме. Тоа е само поради тоа што мозокот размислува секогаш во сегашно време. Кога одиме дома, имаме 100 канали на телевизија, го зимаме далечинското и го пуштаме оној програм што сакаме да го гледаме. А тоа не го правиме во животот. Значи во животот го гледаме филмот кој ние не го сакаме. И затоа од 100.000 мисли кои ги имаме дневно, 80.000 мисли се негативни, само 20.000 се позитивни. Преовладуваат позитивните кај оние луѓе што ги гледаат работите позитивно на работите кои што се фокусираат на позитивните работи. И тоа тие
постепено, значи се програмираат, како што кажа Марина, и почнуваат да зрачат така. Сега има една наука која истражува и вели, ако ние вибрираме негде на околу една фреквенција, ако земеме од 1 до 1000, негде околу 230. И се точно кажува на која фреквенција е љубомората, зависта, само грижата, чувството дека имаш невредност е на најниско ниво и на кое ниво вибрира чувството на она кога си исполнен, кога си задоволен. Тоа е негде околу приближно 500. Ако си на таа фреквенција, можеш да инфицираш огромна маса на луѓе. Значи, само еден човек огромна маса на луѓе може да инфицира. Ние патуваме токму кон тоа, кон живење на мигот и фокусирање на убавите работи. Ако успееме да ги промениме мислите, тогаш ние зрачиме, вибрираме со една друга фреквенција, зрачиме со друга фреквенција и се ставаме на точно одредена фреквенција која ние посакуваме со нашите мисли. И затоа е многу битно што ние размислуваме. Бидејќи се она што сме денес, секој од нас, секој од еден од оние 7 милиарди на земјината е точно она што биле неговите претходни мисли. Но, еден креатор, создател, кој ни го создал мозокот, значи направил толку совршена перфекција, што ти си само она што се твоите мисли. И ти можеш да го создаваш она што ти го размислуваш. Значи, ние сме креатори, како што кажа Марина. Значи, ние се програмираме, но одраѓање сме креатори. А и креатори кои ги носиме енграмите, како што кажал и од нашите предци. Она што некој не програмирал до 7 години. Кога ќе го осознаеме тоа, значи тоа стануваме нешто друго. Како што ви кажав, значи оној создател што создал нешто совршено, до перфекција во нашиот ум, ние можеме во дел од секунда да го промениме, да речеме доволно. Од денес не пушам цигари, не пијам алкохол или било што. Значи ти ги менуваш мислите и стануваш нешто друго од тој момент. Значи единственото право кое им е дадено од сите живи суштества, кое му е дадено само на човекот е свеста. Свесно да ги промениш мислите. Во моментот ти кога ги промениш свесно мислите, ти веќе си некој друг. Зошто овој метод, оваа техника која Марина ја објаснува, е токму тоа, будење во индивидуалната свест. Јас подоцна ќе ви зборам и за колективната свест, но ова е нешто фантастично. Значи, за да дојдеш до колективно, ти мораш да трнеш од индивидуално, од себе. Многу убаво ви кажа Марина, вели, ние сме она што го гледаме кај другите, она што е во нас себе си. Херман Хес има кажано во Демијан, вели, нас не возбудува кај другите она што го немаме во нас. Значи, не возбудува само она што го имаме во нас самите. И тоа е едно филозофско прашање кое како сакаш да го вртиш, повторно доаѓа кај нас. Значи, ние во просторот ги гледаме и ги приметуваме само работите кои нас не возбудуваат. Сега колку и да има луѓе овде, утре ќе бидеме скоро 50 на луѓе и да ги прашаме сите, како што кажа Марина, вие што понесувате од овој манастир, од оваа средба, и сите ќе ви кажат различно. Тоа е исто онака како кога читаш книга. 7 милиарди луѓе да читаат книга, една иста, и да им дозволиш да режираат филм, и сите ќе режираат различен филм. Значи, токму поради тоа, за визуелно, аудитивно и кинестетичко чувство кое ние го носиме во нас. Значи, ние различно ги гледаме работи. И тоа е многу нормално и природно. Значи, многу нормално. Затоа што уште од мали сме биле програмирани на таков начин. Ако родителите се визуелисти, нормално дека си и ти. И сега некој и природно, и нормално. Разликите се нормални до моментот, нормални се и траат до моментот додека ти не се пробудиш. Моментот кој се пробудиш, кога ќе сватиш дали си скршнал од патот или си на вистинскиот пат, тогаш веќе влегуваш во една нова димензија. Значи, тогаш започнуваш програмирање кое е свесно. Значи, ние несвесно се програмираме. Тука е основниот проблем на целото човештво.
Значи, ние користиме сите оваа техника што говори Марина, но несвесно. До моментот додека не сватиме дека ние свесно можеме да добиеме се што ќе посакаме од животот. А во Вселената постојат сите ресурси. Вселената ни испраќа подароци. Ако ние не ги земеме, таа си ги враќа назад. Не ја интересира зошто е тоа така. Исто како и подсвеста што Марина ви спомна. Значи, подсвеста не ја интересира вие дали денеска размислувате за позитивно или негативно, дали за вчера или за утре. Значи, вие сте подсвеста размислува дека свеста е врховен командант, оние 5%, и таа што ќе каже, мојот газда размислува денеска дека е среќен. И јас морам да му возможам да биде среќен, поврзува истородни клетки, кај што има настани исклучување од минатото кај што бил среќен, бидејќи ние размислуваме во слика и ти кога ќе се вратиш, кога ќе мислиш како си поминал негде на забава или на одмор, ти ги доживуваш истите емоции бидејќи ги гледаш тие слики, точно исто. Ако ти размислуваш на некој погреб или некој лоши случување, еве, одма, и кај се случува тоа, ти веднаш имаш негативни чувства. Или некој што те повредил, што те обезличил. Ако мислиш на некој што имаш омраза, ти целиот ден ќе го поминуваш со такви мисли и ти така се програмираш, така вибрира твоето тело, така зрачи и правиш таква фреквенција со Вселената. И како што ви кажам, па нормално дека Вселената ќе ви го испрати тој подарок, но ако вие сте умни да не го примите тој подарок, таа ќе си го врати назад. Ние денес сме тука токму за тоа. Значи, ние да направиме едно будење и да направиме свесно програмирање на самите себе си. Кога ќе направиме на самите себе си, кога ќе појдеме дома, сите во семејството ќе почнат да вибрираат исто. Зошто е тоа така? Значи, и 5 члена да има во семејство, сите да урлаат, да викаат, ако вие им кажете, повелете, што сакаш злато, што сакаш љубов, што сакаш чедо, значи еднаш, два пати мајка да се обреќа на децата или на сопругот, тој на крај сакал, некел, ќе ја прифати твојата програма, а не е ни свесен и децата не се свесни зашто тоа го прават. Значи, ќе започнат да се однесуваат исто така. Бидејќи тоа што го зрачиш ти, тоа поминува кај другите. Насмевката е заразна, како и прозевањето. Ако почнам сега да се смеам, сите ќе се смеат. Ако почнам да ви говорам за лоши настани да плачам, и да не плачете, ќе имате лоши чувства. Многу природно и нормално. Значи, ние се програмираме. Еве ќе продолжи Марина. Не само да додадам нешто, дека исто подсвеста не знае за негација. Тоа е исто многу важно. Тоа е многу важно. Да, сега, например, еве ќе ве прашам, не мислете на Ефелова кула. Значи, не мислете на Ефелова кула. Мислете, одма ти доаѓа Ефелова кула. Значи, ако ти на твојата подсвест издаваш инструкции, не сакам јас ова мене да ми се случува или било што, значи тоа ќе ти се случува. Се што сакате да направите промена во животот, секогаш формулирајте ја позитивно. Афирмативно. Да, афирмативно. И не се фокусирајте, значи, на негативното. Значи, ако го кажеш веќе тоа, одма фокусот ти оди на негативно. Не се фокусирате, веќе тоа, не се фокусирате. Да. Дури да кажете на нешто што не постои, ќе ви кажам, ќе ве молам само не да мислите на тоа. Не мислете на розов слон. А не постои розов слон. Вие го гледате сега во вашиот ум, бидејќи ние размислуваме во слики. Но ако кажаме некоја боја или некој континент, еве не размислувате на Лемурија. Ама тие што не знаат Лемурија го бара во умот и не може го најде. Лемурија е изгубениот континент, да речеме, во Индискиот океан, кај што ти не можеш да го најдеш. Поставување на ситуацијата во друга рамка. Одма дава друга слика, друго чувство. Во комуникацијата е исто многу важно. Да Со го пример. извадиш некој од контекст и да го ставиш во друг контекст. И одма е како збунет. Точно, значи имам пример јас неколку случаеви. Имам една професорка вели одам во продавница да купувам нешто и малиот вели го ја буткам количката со детева и поминува една колешка ќе се удреше во мене и не ми рече здраво ме виде. И јас вели ми поминува лоша мисла за неа, ќе ми се преврташе количката. И јас во еден момент си кажам, добре, никош не сум ваква. И одеднаш почнувам да мислам на прекрасни работи, кај еве не ме видела, а знам дека ме виде. Не ме видела дека она е прекрасна и ми се смени во момент расположението. Ако се налуте, вели, целиот ден ќе бев на таа фреквенција.
Значи, токму тоа е така затоа што мозокот живее во сегашно време и кога ќе се фокусира на одредена работа. Замислете некој да дојде сега и да ги удри шамар. Целиот ден ќе ви го пропасти. Но, малку е ако е целиот ден. Ако вие дозволите цела недела, цел месец, една година, 10 години, значи цел живот ќе го носите тој шамар на грб. Да. Или збор. Во тоа е, значи, или збор, некој погрда, некој ве обезличи, ве навреди, значи, тоа е тоа што ќе го качиме на грбот во моментот, значи, тоа ние го носиме и тоа сме ние. И затоа после имаме толку негативни мисли, само поради таа причина. Негацијата или зборчето но. Какво значи има ако некој му кажеш прекрасен си, ама Али? ништо не си кажал ствари. Значи зборчето но, како и со негацијата треба бидете многу внимателни. Значи, се што е после јас сум влијае на мозокот. Јас сум несреќен, јас сум среќен. Подсвеста не ја интересира дали ти сакаш да бидеш среќен или несреќен. Не ја интересира што ти ќе кажеш после она јас. Се што е после јас, тоа е секој од нас и е секој од оние 7 милиарди на земјината топка. И ништо друго. Значи, ништо друго. Не може некој да ве убедува јас колку одам по цркви, се молам, не знам што правам, Господ види како ми враќа. Не ти. Пошто е дал слободна волја, не сматра дека треба. Ова што Мацко кажува, слободна волја ни дал. Значи Господ ни рекол, биди што сакаш. Најдемократското право дадено во универзумот е дадено од тој создател, од тој планет креатор. Ни дал едно фантастично демократско право. Ни рекол, биди што сакаш. И токму затоа ја во книгите пишува. Во посветата, биди што сакаш. Се она што ќе биде после јас сум, тоа си ти. И твој проблем. И каже на Свети Павле, све ви е дадено, ама све не ви користи. Да, еве Мацко кажува, дадено ви е Тоа е Свети тоа апостол. баш она што го збори. Значи, ако ја самиот на себе си штетам, нормално дека не си користам. Да, да. Па може пред пауза еве да направи, да кажеме исто кога Господ го креирал човекот, дошле, сега може грешно кажем апостоли, не се разбира многу тоа, меѓутоа дошле апостолите или ангелите го прашале, Господе, кај да ја скриеме најголемата тајна на човекот? Тој рекол, скрите ја во нив, никогаш нема да паде. Да, тоа е тажно. Сокрите ја во срцето, јас тоа го пишувам во книгата, само што ја додавам, сокрите ја во срцето и во умот и никогаш нема да може никој. Значи, многу прекрасно. Значи, он ги прашал ангелите кај да се луѓето му досаѓале на Господ со прашање и Господ рекол. Значи, кај да се сокрием ги прашал ангелите. Ангелите му кажувале, сокри се во најдлабокиот дел од океаните. Некој му рекол, сокри се на највисоката планина. Некој му рекол, сокри се на темната страна од месечината. И Господ го погледнал најмудриот ангел и тој му одговорил, сокри се во срцето на луѓето. Таму никогаш никој не проверува. Сега ќе видите зошто. Затоа што срцето во физичкиот свет зарачи 5000 појако од мозокот. Мозокот, пинеалната жлеза за која ќе говориме, значи епифизата, кај што е душата, таа е за во духовниот свет, за во една друга димензија, за во еден друг паралелен свет. Ние овде го користиме срцето. Срцето е најмокното нешто овде. И затоа, почитуваниот Жан Митрев може да го извади срцето, да го испере, и тоа нормално нема да чука, после ќе го вратат, ќе го средат и ќе му дадат еден електрицитет, импулс, и тоа проработува. Кога мене ми кажа, не можев да верувам. Значи срцето е доволно вака да го чукнете и тоа повторно почнува да работи. Еве докторот нека каже.